Почитувани, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Сдружената коалиција денеска до Собранието на Република Македонија доставува предлог закони за измени на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани функционери и на Законот за пратениците, со кои се предлага намалување на висината на надоместокот за патни трошоци за користење на сопствено возило во службени цели, што го добиваат пратениците и другите избрани именувани функционери, како и истовремено отстранување на можностите за евентуални злоупотреби. Интенцијата на пратениците од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е овој надоместок што го добиваат пратениците да се намали најмалку за половина, односно неговата висина од 30% да се намали на 15% од цена на литар гориво по изминат километар. За таа цел веќе имаме подготвено и предлог одлука со која по-конкретно се регулира начинот на исплатата на надоместокот за патни трошоци и со таа предлог одлука предлагаме висината на надоместокот да се преполови, односно да се намали од 30 на 15%. Во однос на отстранувањето на можностите за злоупотреби при исплата на патните трошоци, предлагаме на платата да се врши само врз основа на фискални сметки за платена патарина, кои што се платени исклучиво со кредитна или со дебитна картичка, која е во собственост на пратеникот. Односно, преку така наречените слипови, нели потврда за извршена трансакција со кредитна или дебитна картичка, ќе се докажува, односно тие ќе бидат доказ дека пратеникот лично ја платил патарината. Овие измени исто така се наведени во предлог одлуката која што е веќе подготвена и која што ќе ја поднесеме до Комисијата за избор и именувања веднаш по усвојувањето на законските измени и дополнувања. За оваа иницијатива, за законските измени што ги предлагаме, на 1 декември преку писмен допис го информиравме председателот на Собранието господин Отала Џафери. Очекувавме дека ќе успееме заеднички преку консултација со сите засегнати пратенички групи да изразиме и да изградиме еден заеднички став, односно консензус по ова прашање. Во тој контекст беше и оставен периодот од 1 месец, значи да има време господинот Џафери, онака како што најави, да даде предлог до парламентарниот институт да ги испита можностите на нашите доставени предлози, односно за консултации со другите пратенички групи, пред нашата пратеничка група да ги предложи овие законски измени. Меѓутоа, за жал, досега и јас како координатор и ние како пратеничка група немаме добиено мислење од никого по однос на оваа наша предложена иницијатива. Очекуваме и се надеваме дека овие предлози ќе добијат поддршка од сите пратенички групи во Собранието и заеднички ќе ги усвоиме овие законски решенија. Ова го мислам пред се и очекувам во моментот кога ќе се врати опозицијата, значи заедно, консензуално да донесеме став и одлука околу ова прашање. Предлозите кои што како пратеничка група ги доставуваме, можеме да ги третираме и како краткорочно решение, а ние како пратеничка група стоиме отворени за понатамошни анализи, дискусии и предлози кои што ќе значат конечно решавање на и долгорочно решавање на ова прашање. Реално може да се очекува да се најдат собрански сесија? Ние предлог законите ги доставуваме денеска, тоа зависи од председателот на собрание, најдолг рок е 20 работни дена, меѓутоа мислам дека на првата наредна седница во текот на јануари ќе ги постави како дневен ред, значи овие две точки за предлог закони за измени и дополнување на овие два закони. Ви благодарам многу.